Ајде, добар ден. Сакаш назад? Може. Остај го, Васимуја. То се тоа најдјавам Николче на секунда, почекаме само да му дам парите од Скопје да му однеси за еден ранец и стартуваме. Може? Снимам ја свеѓа. Што зборам? Абе, ако така оди емисијата, Не. ќе почекаме ми real life. Во живо се. Јас реков ќе те плашам со кафето за да те потурам. Ако беше, тамам си треба да плата да се познава. Да се познава, така си оди. Ајде, тука сме. Може да направиме few moments later, што одамна го немто направено. A few moments later. Ајде, да полетуваме. Да се врзиме, ова е болит. Така е, нема збор. Ти имаш искуство со југо? Имам. Две и ти. Две? Да. Јас го знам жалтото, друго не знам. Бело има претходно. На времето. 45-ка? 55-ка? 45-ка беше тоа. Тарнов на тоа? Да, бе. Ајде, едно кафе од Микел, само пази не се потуриш. Така би Да, си тргна здрав и жив, можеш убо ми изненади со кафенцето Кажи, после тоа. работа. Да, и ту ми рекој се, Убајна. аз ли грчко ќе ти направим? Да. И убави стина пробав, за двата исто зедав. Грчко, Грчко, аз ли. со узо да не натребува. Може е, не знам, види. си ќе До краја на емисијата, ако сме расположени, се узое. Професоре, Море. како е професоре? Како оди Одлично, работата? бе. Морам да појаснам Одлично. за гледачите, цел живот професоре, ти викам, вратата не ми е затворена. Така И е. стално ме караш, ми велиш, викај ми Кире. Така е. Да, ама не можам. Иначе Кирил Стојчевски ми беше професор во средно и уште ми останато не можам да му се обратам никако поинако сум професоре. Ама вистината е така. И колеги сме и Многу си работиме и така. официјален. Знам, Не треба ама ете така. Ама и така и те викат, така те знаат луѓето. Професор, Кире професор, знаеш, и така ти е на димакот Еми, веќе. Да ти кажем, после толку години стаж, Пога ми заслужено е професор. Да те викат. Иначе предаваш во музичко, точно така. мене ми предаваше во феш и фолклор, се не знам како да таму се менувате се предметите. Еми, ние што предаваме теоретска настава, предаваме сите предмети. Што ќе- Обично ротираме така. Да. Зависно од тоа кај има потреба. Моментално музички форми, контрапункт, пак има музички фолклор, подготовка за водење оркестар, така, 4 предмета. А сега имате нека новитет. То подготовка не го имавме ние. Го немавте вие, сега е тоа потазе да речеме колку години како предмет. Да. Што искрено мислам дека нема ни потреба. Тоа подобро да биде преформулирано во нешто друго, во оркестрација или било како. Меѓутоа, како било, Да. часовите ги користиме за да научиме нешто. Така е. Дали има солидни ученици во музичко? Во новите генерации? Во Дали има поновите, добри музичари вака што ќе излезат? секоја генерација си има и добри и лоши. Мислам лоши. Работливи И помрзливи. неработливи, да. Инаку условот е кај нас, знаеш, и да бидат музикални. За музикалноста Господа, кај некој повеќе, кај некој помалку, меѓутоа знаеш како да ти работи, си поменал Така е, таа да. школа. Музиката, ја стално велам на учениците, ти е исто како да чуваш стока дома. Нема ни празник, ни делник, како работи секојдневно, ќе имаш успех, ако не работи И секојдневно. тоа е вистина, Па да. така е. Ти свириш, и компонираш, и предаваш музика. Тоа е вистина на фул агенда. Како е кај музичарите, кои што сакате ете да оформати фамилија, а воедно и работата ги влече малце да бидат и поактивни, поќе тоа што треба, немаш 8 сати работно време и така натаму. Работно време кај нас нема. Да. Работно време сам ќе си го креираш, како ќе имаш време слободно за самиот себе, за фамилијата и да ги постигнеш сите други обврски. Оти ти си фамилиарен човек, имаш Така е. два сина, близнаци, Близнаци. кои што веќе се на факултет, така? Така е. Ето, Си пораснаја. си порасна е Така вистина. е. Деца беа ако правевме песни за нив на времето, ама сега се вистина ние од подобрите Ти која музичари. година заврши музичко? 2009. Еми, памтиш и ко се родија? Па памтам и кој се Е. родија, да. 2006 се родија. Знаеш што сакам да ве 2006. прашам? Кажи. Значи вака се сме во време на матури, на таблоа и така натаму. Цел живот, знам памтам, значи онака сликата што би беше на табло беше од матурант. Дали ја сменавте? Не, бе, смената секоја година се сликам. Таму Слика ќе сега еднаш- поново, добро, ти знам таа години траеше една иста слика. Јас не стареев.
Ама добро е, Се добро. од година на година вака си мораш да се сликаш, да видиме промените кај се. Кај одат, одат. Така. Ете, така. И физичките, Да. а и психичките не се гледат на слика. На слика не е, вака и на видео со контакт, да. Како оди Што да работата настрана од училиштето, од професорството, знам дека си со Фонтана, така? Да. Колку време се веќе со нив со тај група? Од пред пандемијата, но 7 години ми се чини се старија. Добро, па ги време поминало. Па ги време си врви времето. Да. Кој ќе ги извадиме тие две за пандемијата, кој немаше многу работа, 5 ефективни турбо да речем Да. години. Се свири, се работи, сега да има концерти, настани. Има. Кај Фала сте му на Господ. најактивни во Македонија, во кој град? Ние си држиме до традиционалното, бе. Пред се Битола ние нас. Тука сме најзастапени на нашата публика и освен Битола и било каде, кај што ќе не побарат сегде. Сегде се оди. Да. Иначе јармоникаш, колку години? Многу, многу, до 86-та. Прв пат? Есента, да, 40 години. На есен. Како дојде тој контакт со хармониката? Знаеш дека тоа никој што не прашано? Вистина? Да. Никој Јас- во животот не знам како ти дојде контакт со хармоника. Од Кај мала биде си- прв пат? Кај видов прв пат на телевизија, на свадба кој ќе ме земе како дете Да. негде. И тоа ти беше интересен тој инструмент. Инструментот беше интерес. Па тогаш беше едно време никакво, не можевме инструмент да најдеме. Дедо ми сакаше ми купија хармоника, море цела Македонија свртивме и најдовме нормалниче со 3 регистри. И така почнав, кај покојниот Јонче, наставникот, во пионерски дом, па после приватно, кај него си ја кладов чивијата што викат. Се кладе че старите, вијата, да. вистина. И Да знаев дека поголемите хармоники се по 14 кила, може ќе се откажев. боли кичмата малца. Имаш Не, мака со боли. кичмата? Немам, не. Немаш? Не. Фала му на Господ. Па добро, термоникачите Да, се жалат на тоа нешто. Така е. Па едно 90% вистина сите манли од таа страна. Има вака заинтересирани нови ученици што сакаат да учат хармоника? Има, ама некако порано. И тие што сакат да учат, многу помалку вежбат. Да, хармониката кај нас е препознатлива најмногу за свадби, за такви некои настани да речам. Ама во музичко сепак се учи класична музика. Се Така колку е. може на хармоника да се изведува класична музика? Хармониката е инструмент што се свири секаква музика. Ние ја третираме така како свадбарска, Значи ние како така, народ, како народен инструмент, инаку сегде во светот хармониката е солистички инструмент за било кој жанр на музика. Не мора значи дека се свири само народна музика на може некој. шансони да се Што сакаш, нема проблем. што било. Што е најтешко да се научи на хармоника да се свири? На хармоника што е најтешко да се научи, Да. зависи како ќе почне да се учи. Ако почне да се учи се, со ред се, лева рака, десна рака, паралелно координација помеѓу двете раце, со самото вежбање после ништо не представува проблем. Значи тоа е една етапа и трај многу временски период. Од За да- колку време треба, ете за општо не мора хармоника, ама општо да се научи еден инструмент солидно да се свири, колку време животот треба да Цел живот се учи, инструментот нема застој. Цел живот се учи нешто ново да се свири. Музиката, како му велам аз на учениците, едно море и ние сркаме секој ден со лајчи. Кој Да. колку ќе сркни, толку. толку ќе научи. Некој ќе срка поќе ќе научи, некој еднаш ќе сркни, толку ќе научи. Нема крај во музиката. Значи зависи до лајчето. Е така е. Колкава му е лајцата на тоа што сака. И колкава му е устната. И желудникот. Да, што Колку бери, оти некој не бери. Толку му е лимитот и И тоа е толку вистина. ти така е. Да. Која беше првата песна што ја научи на тоа хармоничето со 3 регистри? Да ти кажам, право билја на платно бележи. Таа е прва се Да. помеш да со терца дека почнува. Да. Ами не знаевме ние тоа што е терца. Прва по слух така. После се описменивме малку. Да. Така, на Кај се самиот описмени почеток. почна да учиш низо музичко? Почнав и во музичко, ама тогаш немаше оддел хармоника. Беше на виолончело, така? Условот беше да се запишем на виолончело. Ете така. И јас не знаев што е виолончело, тоаш дете, 87 година, кога се запиша во музичко. Кога видов виолончелото, 3 дена плачев. Дека ќе свирам ново. Треба да свирам на него. А и што треба да свириш туку да го носиш, голем како инструмент. Габаритот. Дете на 10 години. Ама му го зедов редо. Додуша не ми беше омилен инструмент, така. Уште не ти е омилен? Ич да ти кажам, наискрено.
Ако ми беше, ќе продолжив и на него. Знам дека свириш и гитара, знам дека свириш многу житени други инструменти како мандолина, не знам, бузуки свириш. Кларинет Свирам знам од дека сите, свириш. да. Колку Не инструменти? свирам кларинет појќе. Што правиш на кларинет? Само дува. Свирев едно време. Така, само Самоук? да. Ама знам дека знаеш многу Ми беше предизвик да Да научам научиш. на кларинет. и вака тоа на беше- број, колку се инструменти што знаеш? Не дека знам, не ги имам бројана. 10 инструменти, сигурно. Да. И се вака да земи, знам дека откај што сме работеле во студио, да речем, кај што сме правеле песни, ќе нема да се најде музичар да свири нешто, ќе свири. Што и да е. Ќе отсвириме, тоа не е проблем Да. за тоа. Колку време треба да се научите те барем 10 како што речете инструменти или тоа си траи да речеме онака така. Тоа знаеш како ќе научиме, ние ќе земиш инструментот, треба да бидеш само музикален и да се интересираш за него, Да. да ги имаш основните информации. После се ти вежба и пракса. Ако си хармонски подготвен за жичаните инструменти, многу лесно ќе Ќе совладаш. ги совладаш како основа. После, за да стекнеш една известна техника, треба малку да му посветиш време. Да. Ама интересно е. Човек што се занимава со музика, што викат и кавал на почеток, не знаев тон како се вади. Беше интересно, професорот вели, ќе земиш вели на чаша од ракија, ќе ставиш под агол вака од 40 степени 45, кој ќе извади вели тон, тогаш ќе извадиш и на кавал. кавалот. гледаш Професоре, чашата полна да биде, може рече ќе испразниш и после ќе И дојдеш. после ќе дувниш. Па вистина се научи на тоа. Со празнење? Да. Ами, колку поќе ќе испразниш, толку Да. поќе ќе научиш. Знам за една ситуација кај што се бил на свадба, да речам денски онака кај што се оди кај зетка и невеста и многу ти било жишко, си побарал вода од домаќина. Ама нешто сгрешил таму. Ја сгреши работата скроз. Не сгреши домакинот, братот Кој- на домакинот. Аха, и што направи? Ми тури ракија. Една чаша 0,2 деци. Леле. И како што бев жеден, кревање цела чашата обителски, што носи. Редот таја 55 степени, Надвор 55 степени. 40 во сенка. И не знам како слеговме по скали таму, уште 15 на минути беше работата. Арно имаше време да одмориме до ресторанот. И така едно искуство и тоа е во животот. И тоа е вистина, ама со Да. свадба па треба да се тера до Така крај. е. И свадбата во Епинал беше, ај таму поладно. Ама се изборичкаа прстите пред зграда. Што има врска таму сите пеат? Нема муабет. Такви случаи има многу интересни од предсвадба. Најубави си. Имаш некоја така да споделиш уште една? Знам дека има милион. Сигурно има. Не, најака ми беше една предсвадба. Си ја свиревме со колегите од групата и беше горе овде на кај Брусничко, Лавчанска. Излегуваме надвор да се спремаме од кезето за кај невестата да одиме. И улицата вака надолу, луѓето малку понемузикални, знаеш, и свириме орото, почна да се играт, тргни за надолу, забрзват. Знаеш, не се го ритам. Дојди за ногорница, поспоро. И еден од тие гостите вели, ако може вели уште стариот џумбушлија да е одсвирите и да заминуваме. И прв пат во живота се видов, не знам то како да го наречем, измешана комбинација. Значи полиритмија, си играат право оро песната во 9/8, шлукат 7/8, пеат некоја мелодија вака. Добро, реков, дали е можно ова вака? Сатепав од вежбање за да го постигнам тоа нешто. И види, реков, Господ, ако ти дари нешто во животот, нешто друго ќе ти ускрати. Како е можно луѓето, реков, сите овие работи, најнаш, да може да ги направат, а не се свесни за таа работа. Многу интересна појава, да ти кажам право. Феномен во музиката. Цел живот ме мачи. Уште го немаш откриено. Како е можно тоа? Да, иначе си етнолог, така, по етномузиколог Да. по струка. Зошто е карактеристична македонската музика? Оти нели сам да зборниме на темата, секако што се пратаме вака нови песни,
сите некако влечат на оној српски мелос, на некој таков бугарски, некој турбофолк, не знам како и да го наречам, а цел Балкан ни вели во Македонија немој да играш и да пееш. Значи имаме самиот Балкан, нели сите тие земји тврдат дека имаме најдобрата музика. По што се разликува нашата музика и зошто треба да го негуваме на нашето македонското, а не да влечеме од соседите? Ние сме како нација, како што спомнати, премногу музикална. Значи, стварно имаме луѓе, имаме музичари, имаме изведувачи, пеачи, може би не се во преголем број, меѓутоа имаме доста квалитет, што се однесува до музиката. Нашата музика е карактеристична по неколку работи. Првен од мелодиски аспект, ако земаме, имаме мелодиски, значи песни и ора, што се навистина за почитување, стварно како мелодии и што се една традиција што ги немат на друго место, ете да речеме не само на Балкану, замено и во светски размери. Втора работа, имаме многу широки спектари на комбинирани ритами и неправилни ритмички структури, што навистина сме богати, почнувајќи од 5/8 до 25-орка, значи најразличити комбинации на ритам, кои ги собериш тие работи за украсување, да не правиме муабет во народните песни, во народните ора, да не правиме муабет за начин на музицирање. Оти кој ќе земеме ние музиката делиме во повеќе етапи. Од песни и ора од постарата селска традиција, од понова селска, од градска традиција, чалгиска традиција, така. И сето тоа кога ќе го искомбинираме, добиваме еден навистина широк спектар на варијанти на различни мелодии. Меѓутоа, што се случува? Се она што било изградено и што го третираме како фолклор, а фолклорот представува народно творештво, така, не само во музиката, туку и во повеќе области од секојдневниот живот, ние доаѓаме до еден заклучок дека секоја снимка, се она што е веќе снимено, не припаѓа во фолклор. Зошто? Тие се народни песни, меѓутоа една снимка не носи нова варијанта е секоја нова изведба, така? Дали ќе биде во живо, дали ќе биде не знам каде изведена, дали ќе биде на свадба, дали ќе биде на друга манифестација, без разлика кај да биде, тоа е една нова варијанта. Значи, самите не можеме да повториме една иста изведба, како што ќе ја направиме како снимка. Точно, да. Тоа е исто како слика која црташ. Кој ќе ти се бендисва тебе, објавиш, така? Исто и студиската снимка. Меѓутоа, варијантите во свирењето се премногу бројни и премногу различити. Зошто? Едно е да го изведувам некој оро јас, друго е да го изведуваш ти, друго е трет, друго е четврт. Се тука имаме уште едно прашање, кој како го изведува? Кој колку научи како да го изведува? Ние сме од една страна хендикепирани, зошто оти сите не го почитуваме она што е типично македонското. Така? Да. Ние ќе оземиме, јас на учениците стално му велам кој ќе учиме на училиште по музички фолклор, дека нашето што си е начин не е брендирано, така? Да. Нема ние опинок Адидас, така? Не има опинок Адидас, да. Или шамија капа да пише на незе, така? Да е брендирана. Се ето наша изработка. Ако ние не научиме како да ја негуваме, како да искористиме македонската музика, што ќе биде од незе. Првен треба да ја научиме како да ја изведуваме. Ако не ја изведуваме да ја украсуваме на правилно место, со правилни наши украси, ништо нема да биде. Затоа така ќе ти звучи тебе музиката, зависи кој ќе ја изведува. Што ме праша преге. Да. Звучат вака, звучат така, имаме применси од ова, точно е, и од кај нас позајмуваат, и ние сме позајмили од негде, така, музиката. Нема то проблем, ама да биде во некоја мерка. Во некоја граница. Така, а не да се претерва со... Да, да, од веќе се оди на една форма, посебно овие новите забавни македонски песни, веќе звучат на бугарски, звучат на српски, само не звучат на македонски. Имаше еден период и епоха во музиката во Македонија, 90-тите, почеток на 2000-ти, кај што вистина македонската музика, забавна музика, звучеше на македонска музика. Не звучеше. Зошто не се работи поќе таква музика? Зошто не се работи? Тука е едно прашање што
Јас да ти кажам искрено, си го барам нон-стоп, не само во забавната музика, и во народната музика, така. Зошто? Дали е во прашање креативноста, дали исцрпеност кај композиторите, така. Да. И дали е исправно еден исти композитор така да биде најзастапен по фестивалите или било каде, така. Сите пуштаме ние песни, така. Точно. И во народните фестивали, и во забавните фестивали. Кој е тој што ќе ги оцени, така, песните, за да кажи ова е вакво, ова е такво, ова има примеси од ова, има примеси од она. Кога ќе видиш од друга страна сите тие фестивалчина што се така. Јас ќе ги наречам фестивалчина, бидејќи имаме само неколку посериозни фестивали. Да. Ето ти ги пратиш тие работи, може и повеќе од мене, каде што се организирани на едно повисоко ниво, така, да имаме од самото пријавување на песните до самото конкретизирање на песните, начинот на изведување, како ќе биде, дали ќе биде со жив оркестар, дали ќе биде пеењето во живо, како ќе биде целата концепција и на музиката, и на текстот, и на аранжманот, кој ќе ги оценува нив, кои се критериумите за изработка на една песна или без разлика било кој друг жанр на мелодија да биде. Тоа што го збориш постоело некогаш кај на содржавата? Па ти кажам, право. Јас во последно го немам тоа сретнато. Во последно го нема сретнато, меѓутоа јас кога почнав на самиот почеток, многу повеќе се пазеше. Значи за да содржи еден фестивал во Ландово, во живо или Цветници, така, имаше критериуми кои мораш да ги испочитуваш и да ги исполниш. Сега, например, немаме ние згасна Народниот оркестар во радиотелевизија. Кај имаме толков оркестар ние сега за да направиме некој фестивал така. Така последно беше Серенада со Битолскиот камерен оркестар, така надополнет. Јас свирев хармоника, Да. Благојче кларинет, Земени музичари. така. Да. За да добијаме една формација да звучи на вистина во духот на таа традиционална градска музика, да речем. Точно. Зошто не се вложува државата нешто во музиката, во такви оркестри, не знам, проекти кои што би развиле малку и музиката? Кај лежи тука проблемот или кај лежи зајако што велат? Проблемот, јас го гледам да ти кажам од една страна, викаме секогаш музиката е одраз на општеството. Не можеме и толку да го критикуваме општеството, треба првен да имаме, да понудиме нешто за да добиеме нешто, така? Да. Од една страна мене ми е многу криво што нашето општество не ги поддржува таквите ансамбли и оркестри. Значи ние имаме се што е сконцентрирано добро во Скопје, единствено сега што го имаме оркестарот во Битола. Така други оркестри кои се платени за да функционираат на таков принцип, да бидат професионални, а што е многу лоша работа, бидејќи имаме толку многу добри музичари кои немаат и кај да се вработат од друга страна кој ќе видиш. Да. Така. Камерниот донесе сега момент на вработување на инструменталците, барем во овој период, иначе во моје време немаше кај да работат тие, освен да фаќат тезги, што се вели, знаеш, народно кажано. Ме бенди се мовето што зборнавме вака и за музика и за фестивалите, пошто вистина знам дека долги години го работиш нештото, а и оправдано го збораш. И сакам тука да го споиме моментот на апсолутен слухист. Знам дека така те нарекуваат, знам дека човекот кој што е апсолутен слухист не ќе да се прифати дека е апсолутен слухист. Така да кажи ми како се препознава човек кој што е апсолутен слухист? Слушај сега, Како оди тоа? Господ дава дарба, музикалност, така? Да. Таа музикалност се надоградува и со самата работа човек може да стигне до нешто што го нарекуваме релативно апсолутен слухист. Да. Тебе Така, кој ти кажа прв дека си апсолутен? Или сам си открил? Јас појма немав и не знам ни што е тоа апсолутен за да го кажуваме сега или да се фалим или не знам како. Тоа си е дарба од Господ. Да, јас ќе кажам само една интересна ситуација. Со Кире работевме во студио, имав еден комшија кој имаше еден Опел. Тој таксиста со ветрата. Таксиста со ветрата, да. Да. И
паркира тука до џамот, да речем, до студиото и се слушна моторот, звукот на моторот на кај што работи Опелот. И Кире ми вели, оти на демо што има, вели овој Опелот. Јас притискам на пијано на детонот, односно ре, и вистина звучи во интонација со моторот. Јас мама кај треба да штима, вели на F или на E треба да штимат Опелите, но ти овој вели ќе му зариба за еден месец два. И така вистина беше. му зариба, да. Вистина му зариба Опелот. Порано имам другари механичари и пријатели на татко ми. Многу често се дружевме така и ќе одев таму и ги му речев не ти работи вака некако ранije каснije помалку бев кога ги штеловаја колите таму. Оти не работи, не работи, нешто ај види тука да видиме што можеме да направиме и многу ми криво што не се научив. Од толку мерак по коли барем нешто да знаев. Освен гума резервна, ништо друго. Ништо друго. Ама добро, бре, Да, можеш да веруваш. слушнеш вака во Абе моторот. добро, то си знаеме. Југото како работи? Па да ти кажам право, дај да не коментирам. Ако, кажи го. Кажи го, ми изнавозено е во тоа. Аби што е изнавозено, колку имаш поминато. Има уште за кусуруњари. и има уште за возење. Таму треба да се дзирни малку. Треба се цирне Треба малку, се цирне нешто со малку, звуко да. има мак. И имаш така во самата вожна имаш малку проблемче. Гледаш, не ти работи цело време на Знам. исто вртај. Тоа е еден Така. сензор што не можем да го најдам нигде. Не можеме чарето му го најдеме. Не знам никај да го бараме таа чаре. Има еден вистина проблем што не можеме да го откриеме. Сите сензори ги сменавме, за да исто вакво југо. Се сменавме со јоцо, сите можни сензори. Од И? здраво југо и нема Нема промена. чаре. Нема промена, не пред ништо. Не можеме да откриеме што може вака да работи. Ама има нешто го осеќам и јас. Не работи како под Да. континуирана тураж. Сакам да направиме еден квиз. Јас ќе свирам тон, ти да ми кажеш кој е. Добро. Ајде да видиме. Само дали се слуша на ова. Чекај малце, ќе отворам друго пијано. Ми. Ми? Ајде вак. Аме ова да кажеме Шо? со се звукот на југото, што интервал прата. Ајде да видиме што интервал прави. После Б, Ова беше бе, да. Да. После ќе свирим. или така? Добро, ај се што свирам. Се исто да го правиш ти, што го свири како преге, зголемена кварта или намалена квинта, само Так. други се тоноите. Ајде да видиме кој тоа не се. Вака возо свиреше, сега не го имам слушнато. Ето јако е да ако ќе помине возот, го слушаш Тогаш звукот. ќе ги слушнеш тие, дека се АИС. Ето ги погоди, ес. А вака акорд ако свирам ќе да пробам се на тастатура. Не можеш да свириш акорд таму, то убаво си го направи, домисол Б, убаво го Да. направи, само не ти излегват тоноите на телефонот. На телефонот? Да. Да. Не излегват сите. колку Не можам и да четири. свирам овде вака со Добро. на пијаното на Ресол тастатура. А со си Си беше. беше. Гедур да. Ама барем толку. Корцак такор. Дури мол не ги грешиме, машко и женско. С Така краја. е. Добро е. Сега, заради овој квиз, пошто го помине успешно, чекај да видам само како сме. Оу, Јас имам да те дарувам. шо зборуваш бре? Првин ќе ти дам еден третман во Ива Бјути. Повелеле. Ај, Ако ти одам затворено ќе биде. Знаеш што висо. Кај беше рече жена во салон за убавини. Шо затворено беше? ако се пронајде некоја жена, нека ми пиши ќе ја пуштиме да се разубави во Ива. Да, и заборев да ти дам битолска водичка пелагонка. Да ти кажам. Како ова гледаш на ова жешко Може, време, може. заборев ама баш пред тебе, гледаш па можеш Добро. да се види. Ето Супер. така. Да, си Миленичиња здрав и имаш? жив. Кучиња мачиња? Немам, ама многу сакам. Знам дека сака животинки. Сигурно имаш околу зградата кај што живееш. Ги ранам. Еве, 5+. Браво. Се грижи за животинките, кои Вистина? се таму напред, ете така да видат на ранети. Имаме две пред И- зграда. Да. И професоре, јас знам вака начас кој ќе ни предававте, за да ни тргни работата што се велите да научиме да биде кој што треба, секогаш ни кажувавте по еден виц. Иако кажа сега за Ива, дали можеш еден виц да да ни кажете. А кај сте деца? Виц, да ти кажем уште еден. уште еден. Добро, бе. Така со виц да ја затвориме емисијата. Добро. Некој се спремал за напечалба доди. И се врати, се учи да заминам, да не заминам, 2 години треба да се идам, ако не одам кредитите кои ќе доплати тука, а млад човекот, да речам, таа се жени тогаш. Се дума, да одам жената на кој ќе му остам, како ќе остам, старите дали ќе гледат, не ќе гледат.
се вратил, се учил еден ден. Ја седнува жената му, јас одлучив. Заменувам рече на печалба 2 години, да ти кажам право, ама големо поверење немам рече во тебе. Се ти кажам една работа. Трудната оставам, трудната те најдам. Добро. Ето така е, вака ни почнуваше секој час и после како да не сакаш да учиш. Не е со вакви вици. Не со вакви, Ете, ама ти тоа е со за- виц, со да, виц, со да, виц, сам, да. без разлика. Да. И само сакам да напоменам дека првиот кец во музичко го добив од Кире. Тоа ми е многу битен момент во Не. животот. Да, по фолклор. Вистина? Да. И тоа, Да, во Ти право. тоа дошол? Да, ама Готово. јас бев крив. па нормално. Да, јас бев крив. Иначе ретко пишеме с единици. Да. Јас имав еден школски кој што реално малку послабо му одеа предметите и се сакав да го спасам некако и зедовме 2 ливчиња и решава задачата и мојата и неговата. И двете беа точни тие. Ама ракописот на нотите беше еден, ама на името беше друг. Абе, ние нафта не пиеме, сега е многу скапа. Полво вода ќе се напиеш или една рагија. Ама, до толку па... Да. А јас сам Остави. уверен онака очекувам да ми рече петка, оти знам дека се ми е точно, ми вели Така кец. е, Јас како единица. кец, да, единица, Така, зокто веќе. единица. Ела ми да видиш овој ракопис на нотите и овој ракопис е ист. Исти е. Само горе името, Така. презимето различно би било напишано. Ако имаме време, уште нешто ти кажам. Може да. Вака дека спомна за исто за препишување, за било како вид што го направија после. Имав еден ученик од Кавадарци, знаеш ти Да. добро, дека имавме и од Кавадарци. И молам, Илчове, од тебе домашна немам видено. Така, сигурно сакам тој дијалект. Да. И ме вели, професоре, нема ни да виш. Зошто бе му велам, тате се таа испи. Тој за ракија мисли. Ова е виц, А? вистина, ова е виц. Ова е вистина, не е виц. Ама вистински. Кај нас, да. Ето така. Добро, пијте кавадаречка ракија, пишете домашно, сите ученици. Ракија не мора да пијат. Ракија не мора, да. После матурат. Ракија после матура, да, за тие повозрастните. Велам, ти кавадаречката вистина уба ракија, шо? Убав регион за ракија. Нема збор. Професор, убаво си поминавме? На ју. Мислам дека интересно беше, да, помнавме се. Чути не се потури. Со кафе. Чути вистина, да. Ето така. Се најубаво понатаму што и да работите во животот, ше многу музика да направите и знам дека уште многу мавет има со тебе, се прават милион за... Да, сме здрави и живи. Да, ќе има и други прилики сигурно. Така е. Уште многу ученици да излезат од вашата класа за хармоника и за фолклор и гледајте југо, тоа е тоа. Така е. Најдобриот. Во југо, во Така, Зејње. нема збор за тебе. Ете така. Фала Еден што- и единствен. Така, исто како Кире Стојчевски. Иначе, тоа заборав да го кажам само за крај. Еден од најдобрите хармоникаши. Вака не треба да ми Ама зошто? поставуваш Така, вакви прашања. дали Јас такви сум- коментари добиваш? Ајде, вака ќе го преформулирам. Другите треба да кажуват Ајде, пишете во Како- коментар да ни е како- еден од најдобрите како хармоникаши. свириме ние, значи ние не треба да се Штета што немаме Фалбата- хармониката, да. фалбата не бери, иначе така беше во планот. Да. Иначе ќе видевте, може Кирил Стојчевски на YouTube и ќе видите како свири. Мислам дека Ти беше рекове за со хармониката предното седиште да го извадиме. и назад да седнеме И назад. двата. Ете така. Полго. Ајде, чао, се гледаме.